Кловнот ме брка. Кловнот ме бе. Што се джитна бе, човек? Јас сум Лара. Лара? Шо бегаш? Што се ставила маска, бе? Па априли. Помина 1 април. Помина па априли. Па не може само за еден ден. Ајде дојди вама, ајде. За џабе се намокри. Ајде. Често вака бркаш со маска луѓе низ парк. Да, прв пат пробувам и може ќе продолжам. Кај ти е маската? Ја кријам. Имаш поише песни него што имаш години. Точно, имам 21 година, а имам околу 28 песни, ако не се лажам. Треба да ги избрам. Колку е тешко да се дела од МК естрадата како девојче? Се дур правиш тоа што го сакаш, мислам дека ќе стигнеш до твојата цел. Дефинитивно само со многу верба, љубов, труд, работа, тоа се постигнува, така да не е тешко. Дали се гледаш себе си надвор? Убаво ми е да творам на македонски јазик, но доколку ми се пружи прилика некогаш да направам можеби колаборација со некој друг артист, дали на Балкана, дали низ светот, дефинитивно би прифатила. Доколку не би била музичар? Балерина. За 10-15 години од сега како се гледаш? Балетот би рекла дека ќе остане некако повеќе во мојот приватен живот, сакам да го држам на страна, во иднина сакам да имам свое балетско студио и да го пренесам моето знаење на помали дечи. И да ги плашиш со маска? Тоа секако. Добро. Што е тоа што те прави среќна? Самата јас. Добре. Секогаш мотивацијата ми доаѓа само од себе и тоа ме прави среќна, луѓето околу мене, поддршката која што ја добивам од целата јавност и нормално музиката. Што е тоа што те прави тажна? Па некогаш исто така музиката, затоа што буди некои различни чувства во тебе. Допира таму кај што најмногу боли. Кај ти е маската? Ја кријам позади, ама не тука позади, таму позади. Сум облекол чорапа со цвечиња, не? Фифи. Лара Иванова, Return да им се гледаме наредна епизода.